Манастирот Трескавец ќе го добие изгледот кој го заслужува, а тоа на Македонија ќе и донесе голем број на туристи. Градежните работи за реконструкција на манастирот за изградба на нови конаци, како и реконструкција на оштетениот пожарен дел се во тек, а за тоа обезбедени се 1,8 милиони евра, рече вчера председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Трескавец останува културното и духовното богатство на Република Македонија, а благодарение на патот кој беше изграден кон Трескавец, успеавме да спречиме уште една катастрофа деновиве, манастирот повторно да биде зафатен од пожар. Изградениот пат овозможи овогодинешните пожари да не го зафатат манастирот. Затоа што по него може да дојдат цистерни, може да дојдат служби за гасење на пожарот и може да дојдат многу граѓани волонтери кои што во огромен број се озваа на повикот на градоначалникот, затоа што владата затаи во делот на одбраната од пожарите, вклучувајќи го и овој предел. И практично манастирот годинава го спасија волонтери, граѓани. Стотици, можеби илјадници граѓани кои што се озваа на позивот, но овој пат тие имаа пошто да дојдат, имаа пат. И противпожарните возила, и оние кои што носеа алат за гасење на пожар, и самите волонтери можеа брзо да дојдат по патот, да се изгасни пожарот и да се спаси повторно од нов пожар овој манастир. За изградба на патот кон Трескавец претходната влада вложи повеќе од 1 милион и 400 илјади евра. Освен обновата на конаците на кои веќе се работи, потребна е и реставрација на самата црква, рече Груевски. Во длабока фаза на градба е градбата на конаците, но и подготовките за заштита на самата црква. Самата црква е загрозена и таа во иднина ќе треба да се реставрира. И ќе останат уште некои помали делови кои што во иднина, за кои што сега се подготвуваат проекти кои што во иднина ќе треба да се реставрираат, реконструираат и да биде целосно обновен овој манастир со задржани главни елементи на манастирот од вековите наназад. Овде во овој манастир има елементи кои што се од можеби 4. век пред нашата ера, па преку римскиот период и подоцна. Навистина место кое што е магнет за многу странски туристи кои што доаѓаат, но и збиралиште на многу граѓани на Македонија, особено на луѓе што живеат во Прилеп и Прилепскиот регион. Покрај овој манастир, владата на ВМРО ДПМНЕ инвестираше и во други манастири во овој регион. Целосно беше реконструиран манастирот во Зрзе, а беше направен и патот до истиот. Се инвестираше во нови конаци во манастирот Варош и манастирот Свети Никола во манастир.